Ова утро на Алфа го погледнавме најновото видео на Сашо Поповски трио, човек кој што представува еден од водечките џез гитаристи, композитори, професори во нашава земја и му посакувам топло добре дојде на Сашо. Добро утро и ви благодарам за поканата. Така, премиерно го погледнавме инаку најновото видео, насловено како Comme Deep Sun. Comme Deep Sun, да. Да, јас не знам дали добро го акцентирав, на француски некако ми дојде ова, ама Comme Deep Sun би било, така, нели? Така, има многу интересна приказка околу насловот, затоа што тие зборови најверојатно ништо не значат. А тие се зборовите така се? Да, така се. Тие се зборовите на мојот син, кој што како мал беше 2 години кога дојдовме да живееме во Скопје, инаку јас сум родом од Битола. И на пат кога го носев до градинка или во автомобил, во кола и низ цел сообраќаен хаос низ Скопје, и еден од првите зборови негови беа токму тоа. Токму ти. И во тоа време јас ја напишав таа композиција и реков, па да, поврзана е со хаосот во сообраќајот во Скопје, спотот е исто, го представува едно деноноќие како да живееме ние во Скопје и како тоа ни се рефлектира на нашите животи и ако направиме математика колку време губиме во кола дневно и така, доаѓаме до едни фасцинантни бројки. Значи, констатацијата на едно мало битолчанче, колку беше твојот син кога дојде? Околу 2 години беше. Значи да, на едно 2-годишно битолско дете кога доаѓа во еден ваков сообраќаен хаос, една џунгла, била Comme Deep Sun. Така, и затоа се вика композицијата Comme Deep Sun. Прекрасно, ова не го помислував, мислев дека кој знае што символика сега ќе ми кажеш поврзано со сето ова, но сепак браво. Кој го работеше и како е изработено ова видео? Видеото е изработено од тие луѓе кои што ги видовте во спотот, значи една сопствена мала продукција и главен color correction и направи она така убаво да изгледа Даниел Грчиновски. Даниел Грчиновски е еден човек со кој што јас соработувам доста долго и исто е арт директор на Џез Фабрика фестивалот. Инаку композицијата е од нашиот 5-ти албум Fallen Land, кој што излезе за етикетата на Скопскиот џез фестивал и промоцијата беше на октомври 2020 на сцена на опера и балет. Браво. Досега имаш работено 5 албуми. Така. Со џез содржина, џез музика, на прагот е и 6-тиот. 6-тиот албум е снимен, него го снимивме јануари 22 во Македонска филхармонија. Го снимаше Ален Хаджи Стефанов, исто го направи миксот и мастерот го направија заедно со Ангел Ќосев во студиото Подрумот. Инаку тој албум е најнапред беше замислен како трио, Сашо Поповски трио, со Иван Бејков и со Виктор Филиповски, но потоа решивме дека музиката беше пишана за трио, но потоа решивме дека сакаме малце поинаква боја да му дадеме на новиот албум и поканивме гости. Па така ни гостува Оливие Самолјан од Франција на виола, Васил Хаджиманов на пијано, Александар Секуловски на перкуси, Кирил Кузманов свири флейта и саксофон и Радко Даутовски свири перкуси и традиционални инструменти. Така. Покрај тоа што реков, создаваш музика, изведуваш музика, предаваш и веќе 15 години како професор на џез одделот на Музичката академија при Државниот универзитет во Штип. Како балансираш помеѓу сите овие нешта и мораш и да патуваш? И тоа е дел од работата. Па прво љубов, нели сме студирале, сме учеле тоа. Јас сум пред се среќен човек кој што ретко што она што сум го учел и го работам, така да еве мојата сопруга учеше едно работи друго и многумина во нашава земја, да. Така да она љубов спрема струката и спрема професијата која што сум ја одбрал, сум многу среќен што можам да ја работам. Од друга страна, џез индустријата или џез сцената, не само кај нас, кога зборувам за џез индустрија, мислам и на Европа, е толку малечка, што не можеме ние како артисти да очекуваме некој друг да ги работи за нас тие работи, пропратни работи, кои што го формираат еден артист, затоа што мал е пазарот и мора ние да се научиме да бидеме и менаџери, да бидеме и продуценти, да бидеме... Се во едно. Па, да. И на крај да организирате џез фестивал. Така, џез фестивал веќе 6-ти пат се случува во Битола, џез Фабрика фестивал, кој што ќе стартува некаде со изложбата на 8 април. Оваа година, но имаме уште време за да ни кажеш детали. Верувам дека се уште не се објавени конечните учесници, но сигурна сум дека веќе нешто најмногу знаеш. Така, главната програма е готова. Споредната програма е скоро готова, инаку ние веќе објавивме еден артист
Тоа го направивме пред 2 дена и хедлайнер на ова 6-то издание, на моја огромно задоволство, за прв пат ќе имаме артист од Африка и ќе биде Баба Сисоко од Мали, кој што во 2018 година е прогласен за најдобар џез музичар на Африка. И тоа е едно многу големо име кое што за прв пат ќе дојде во Македонија и токму во Битола. И инаку од артисти во главната програма го имаме можеби најперспективниот и најдобриот млад европски саксофонист од Франција, тоа е неговото име Баптист Кербин. Тој исто ќе настапи на 13 април на сцена на Народен театар во Битола. Инаку фестивалот го организираме под патронажа на општина Битола и во соработка со Народниот театар и КИЦ Битола. Други музичари кои што ќе настапат во главната програма се Славен Љурич од триото од Црна Гора. Потоа ќе биде Ликвид Карпет од Словенија. Се разбира од Србија ќе ни дојде нашиот долгогодишен пријател Милан Петровиќ Квартет. Тони Кетановски ќе настапи. Во преговори сме со еден биг бенд од Македонија да настапат. Нема да го кажам името затоа што се уште не го имаме потврдено нивниот настап. И се разбира шлак на тортата ќе биде Васил Хаджиманов на 13 април на сцена на Народен театар. Инаку фестивалот ќе започне на 8 април со отворање на изложбата во КИЦ, поново КИЦ информативен, културно-информативен центар во Битола или офицерски дом. Изложба под наслов 5 години џез фестивал во Битола, која е на авторот Даниел Гурчиновски, која што е ретроспектива или хронологија на настани кои што се случиле во изминатите 5 години на џез фестивалот и така да свечено ќе го отвориме фестивалот. Тогаш инаку април е исто така месец на чествување на џезот во светски рамки, па така да ние се приклучуваме кон тоа славење на џезот со самата изложба и со реализацијата на фестивалот. И доколку ми дозволите, уште во спорената програма ја организираме во соработка со независната културна сцена во Битола, на што сум многу горд. И тука влегуваат клубовите Порта Џез, Камарите и Бурбон Стрит. Па така да ќе имаме еден одличен тенор саксофонист од Шпанија, се вика Арнау Гарафе, кој што ќе настапи со неговиот квартет на 13 во Порта Џез. Потоа имаме поддршка на локалната сцена и македонски артисти, кои што ќе настапат во другите два клубови и се разбира на што сум многу горд, ќе имаме два студентски бендови кои што се производ на Џез академијата при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде што ќе имаме студенти кои што ќе свират во таа странична програма и да не заборавам во соработка со општина Битола да доделуваме наградата за најдобар млад џез музичар за изминатата 22 година. И изборот падна, ќе ви кажам, на 8 април. Нема да откриваме се. Така. Значи имаме повод уште еднаш да се сретнеме. Многу надежно, многу сериозно ова е сето што ми го кажа и верувам дека ќе биде настан на кој што битолчани многу ќе се радуваат, а Битола има една долгогодишна, рафинирана публика која што не остава простор за импровизации, за неквалитет, туку секогаш умее да го награди или да го исвирка она што не е добро сработено, нели? Така, токму така во Битола има едно јадро, би рекол една критична маса која што навистина знае да ги цени и да ги почитува сите концерти. Ние концертите ги организираме во салата на Народен театар во Битола и постепениот раст на фестивалот, кој што почнавме од 2018 година, резултираше во 2021 за прв пат да имаме полна сала на Народен театар во Битола, така да се надевам дека и ова издание ќе биде интересно, ќе им биде интересно на битолчани, и не само на битолчани, туку и од околните градови да дојдат и да ја проследат програмата на шестото издание на Џез. Со оглед на тоа што се поклопуваат деновите тука некаде околу Великден и празници на кои што навистина луѓето особено се радуваат, ќе биде супер, верувам. Како џез музичар, гитарист, композитор, професор, човек кој што навистина имал прилика да соработува со многу големи џез имиња и да присуствува на големи настани во светот, што е вака би издвоиле нешто како што ти е многу битно во твоето CV? Па се разбира, концертот во главна програма на Скопскиот џез фестивал за мене представуваше еден хајлајт во кариерата. Тоа се случи 2020. Изминатата година беше многу плодна, би рекол, за мојата изведувачка кариера, затоа што за прв пат имав турнеја во Шпанија. Имав 4 концерти во Шпанија и еден мајсторски клас, каде што
во Асоциацијата на джез музичари во Гранада, каде што одржав предавање за балканските ритми со посебен фокус на македонскиот седумосмински ритам, така да музичари од Шпанија свиреа две композиции, Сервес Донка и Елено Керко. И што беше многу интересно, па ако вашите гледачи ги интересира, на нашиот YouTube канал ги има тие видео од мастер класот, да видите како шпанци свираат македонска музика, што беше многу интересно. Инаку, минатата година исто така настапив на главна цена на големиот Нишки джез фестивал. Знаете како изгледа Нишки, како рок фестивал, не како джез. Така што беше настап пред 15.000 луѓе. Тоа во тврдината? Да, Нишка тврдина, на главна сцена тоа е над 15.000 публика. Да, прекрасна локација, исклучителна локација. Така, имавме 2 концерти во Италија, значи потоа 4 фестивали отсвиривме во Романија со триото. И да, на почетокот на оваа година имавме 2 концерти во Бугарија, едниот во Софија, другиот во Пловдив. На крајот на април со триото и со нашиот гостин Оливие Самолјан продолжуваме турнејата за Fallen Land и промоција на новиот албум во 2 фестивали во Црна Гора, во Тирана ќе имаме фестивал, во Приштина и 2 концерти имаме во Македонија, значи тоа ќе биде до крајот на април. Во јуни имаме веќе договорено еден фестивал во Белград што ќе го свириме. И почетокот на септември имаме турнеја на джез фестивал во Словенија, во Хрватска, повторно Србија и во Романија за сега. Така да ќе биде плодна и 23-та и на крајот на крајот на есента се надевам дека ќе го издадеме новиот 6-ти поред албум со наслов Steps. Навистина доста захтевно и многу среќа посакувам секаде каде што ќе отидете и ќе го ја споделите вашата музика со фановите, особено оној седумосмински ритам кој што го спомена и е предизвик за многу други музичари на кои што не им е познат тој неправилен, нерамноделен седумосмински ритам. Верувам дека ќе бидат моменти за паметење и спојување на нови пријателства и соработки низ светот. Точно така. Да се навратиме малку на мастер класот. Мастер класот во Гранада помина одлично. Ритамот како ритам тие го знаат, но не ги познаваат, не познаваат мелодии испишани со седумосмински ритами. И им беше многу им беше интересно како мелодијата, како може да се пее македонскиот ритам, што беше многу интересно за нив. И направивме, би рекол, нови пријателства и јас сум веќе во преговори, можам да ви открием, за следна година, за 24-та, еден бенд од Шпанија да дојде на джез фестивал во Битола. Иако минатата година имавме еден бенд кој што беше од Шпанија, тоа беше Ермано Панта и банда Зейтун со еден перуански перкусионист, Коте Камет, така да за 24-та веќе сме во преговори за еден бенд од Шпанија да дојде кај нас. И најверојатно ќе имаме за 24-та еден бенд од Полска, затоа што ја отвараме и таа соработка со Полска. Браво. Многу среќна во се што понатаму правите. Се гледаме повторно, верувам, до 8.